Селскиот човек што патувал со ѓаволот. Чита Александар Станојков. Еден селски човек си бил многу набожен. Во еден саботен ден тргнал од село да оди во град црква, чунти во селото немало црква. Селанецот имал еден верен пријател во градот што му бил на табиет од него време, набожен бил и тој. Одејќи попат, стрел кај што одел и ѓаволот престорен на човек и се здружиле двата да патуваат. Со здравие, пријател, му рекол селанецот на ѓаволот. Ако дајет Господ, каде вака? Во град ќе одам, пријателе, му одговорил ѓаволот. Ами ти каде вака? Јас во град по братиме, му рекол селанецот. Тамам, барем да сме другари, му рекол ѓаволот. И со лафови да си оиме. Ами што работа имаш, бре човече, што одиш денеска в град во овој работен ден да го изгубиш? Право да ти кажам, побратиме, лели ме прашаш, му рекол селанецот право. Јас одам в град за в црква, чунти утре е света недела, и друго имам еден верен пријател од брат повели кого имам, кај него одам, чунти тој е многу пејан и ми прикажува за како да одам по патот Господов. Од кога сум се конуштисал со него, од многу ѓаволски работи сум се оставил и за тоа добро што му сторил, сум му дал троа пари со сенет за една година, да се видите една работа и после пак да ми ги дај. Кога ги му изслушал ѓаволот тие збори од набожниот селанец, му идело да пукнете од мака и ватил да го лостите да му велите. Еги море човече што те гледам будал, си ја остил работата и си тргнал в град да одиш црква. Ами црквата, бре човече, е поповски дуќан. Попоите да ќе руваат и да печелат пари од вас. Не си видел зар ти оти стојат по црковните врати со свеќа врати и макаат со масло и мачка в чело као биоли. Пријателе, што ми го кажуваш пријателот тој? Тој ме е многу верен, како што го мислиш ти. Тој те мамит дури да ти земите уште троа пари да ти удри камшико по газ. Ете, тоа ќе ти направи твојот пријател што го имаш верен ти. Тие и друзи уште многу збори беше му велел ѓаволот за да го лостит, а Арнома верното и набожно срце никако тогај за тогај не се вртело од кај ѓаволот. И така дошле в град близу кај пријателот од селанецот и од кога му кажал портата селанецот на ѓаволот, беше посакал и ѓаволот да преноќава со него пријателот негов. Слободно побратиме, му рекол селанецот. Ела, да кај ќе поминам јас, таму и ти ќе поминеш една вечер. Му кондисале двајцата уграѓанецот вечерта и од кога вечерале отворил ѓаволот му обед за како да ја лостил и да ги согрешит. Арнома никако тие не склонувале на збороите од едноногиот. Утрото рано станали се сготвиле да одат в црква и го поканиле ѓаволот за и тој да оди со нив в црква. Црква? Ами ќе одам јас црква кога имам лепа манастира со сите човечки убајање? Му рекол. Ве молам, пријатели, ако сте христијани, да повелите со мене да појдеме на мојот манастир за да видите тамошните убајање. На тоа ѓаволско преколнување се смислија и му склонија да одаат по него на негојот манастир. И носе ѓавол на темаго до една планина и застоја под една сенка. Али гледате, пријатели, по каква сенка седнавме? Вистина, сенка има, туба дрво, Арнома, лели плод немат, што маривет? Пресечи го и во огон изгори го. Ете, така сте и вие што терате светилок. Кауѓер, црн чутук и ништо друго. А милјаните, што живеат како луѓе на овој век, блазеши му. Тие од веков се насладуваат од сите убајне. Гледате, пријатели, оние дрвја што родиле плод, колку се мили? Од секого се милуваат и се валат. Така и човештината на овој век. Ете, тако е веков. Кој е женет, ет како дрвоно плодородно, а кој не ет како дрвоно бесплодно. Премислете сега, пријатели, дали не е така? Што ти велаат ѓаволот и силен? Како што му зборуваат тие зборови, како да беше му го свртел умот малку и ватило да му се посакува тоа што му велел ѓаволот. Морајде, бре, побратиме, му рекле на ѓаволот, доста правиме празни муабети, ајде ојме на манастирот и денот ќе ни оди напразно. Мошне, Арно, пријатели, му рекол ѓаволот. Лели сакате, станете да ојме. Стана и тргна да одат по ѓаволот. Оделе и ѓаволските мисли му работеле во срцето. Оделе до негде и евете на куќа му се препречи пред нив.
Заповедајте, пријатели, во методот од манастирот наш, за малку да починеме и да го видите, да после ќе ојме на манастир. Се вратиле во методот ѓоа и едно влегле внатре, веднаш беше излегле едни девојчиња и невести, сите зацрвени, во најразвратни алишта облечени, цели ороспи. Му се нагрвале околу нив, едни отаде, други одзаде, ќе и кренат. Туку застанаа двајца пријатели да се чудат. Какво ќе биде оваа работа, си велеле на срце, и како да му притекна оти ѓаволска работа ќе биде таа работа што ја гледаат. И му текнало веднаш да речат и да се прекрстат во име Отца и Сина, и за чудо големо, невиден би се сторило сето што гледале пред нив. Бре, побратиме, му рекола едниот на другиот. Дали виде ѓаволот кај не донес? Сполај му на Бога што ни даде добра мисла да се прекрстиме и да се речеме во име Отца, да не се стори невиден би сето од пред нас. Се симнаа капите и си рекоа една молитвица на Бога и си отидоа в град. И секој му прикажуваа за тоа што видеа и патија. Приказна знаев, приказна ти кажав, господин Марко, ми рече Ристе.